Среда, 17 април, кратки вести во 12 часот. За автопатите што ќе се градат на коридорите 8 и 10 во јануари годинава се спроведени геотехнички испитувања на делниците Гостивар-Тетово, Букојчани-Гостивар и Битола-Прилеп. На делниците Букојчани-Гостивар и Битола-Прилеп имало и земјени работи, а на делницата Ќафасан-Требеништа-Струга нема никакви активности, покажува извештајот на надзорот за прогресот на изградба на автопатите што ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. Извештајот покажува дека за делницата Гостивар-Тетово извршена експроприација на 89% од имотот. Од другите автопати во изградба, собранието минатиот месец изгласа законски дополнувања со кои 31 декември 2026 година е утврден како крајен рок за завршување на автопатот Кичево-Охрид во должина од 57 километри, што се гради од 2014 година. Со давање исказ на двајца сведоци продолжи судското рочиште за случајот за нападот врз Христијан Пендиков, секретарот на згаснатиот бугарски клуб во Охрид. Тие кажа дека не се сигурни кој го нападнал Христијан во угостителскиот објект на кеот на Охридското езеро. Иако на почетокот Пендиков во полициската станица истакнал дека не се сеќава кој го претепал, потоа ја смени изјавата. Неговиот правен застапник со став дека бил во шок и страв. Следното рочиште е закажано за 16 мај. Младите охридски боксери Наум Стојановски и Димитар Ѓорески од боксерскиот клуб Алексо Огненовски од Охрид ќе бидат дел од македонската екипа која ќе настапи на Меморијал Константин во Лозница, Република Србија. Тие заедно со 11 македонски боксери во недела ќе се надпреваруваат во повеќе категории во рамки на 7-то коло на Open Balkan. Во моментов тие се наавала во Белград каде се одвиваат завршните подготовки за настапот во Лозница. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.